Lejke mnogu saka, togaš jedno dete itro, ja fati soraka. Leta, 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 peperutka, širi nežni krila, leta, leta i se raduva, da proleta kitna mila. Ne plaši se peperutke, kako cveci sveta bela, aj odnesi majski pozdrav na sve kade kaj što letaš. Leta, 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 peperutka, širi nežnih krila, leta, leta i se raduva, na proleta kitna mila. Leta, 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 peperutka, širi nežnih krila, leta, leta i se... Na Padinite na Skopska Crna Gora se naođa jedan dvorec na detska pesna, jedan dvorec na detska igra, jedan dvorec na ubav šumski son. Ete така ни рекоа овие најмлади летувалци во летувалиштето, во детското летувалиште Страхилан Дасаров на Падините на Скопска Црна Гора. Сега малку ќе се пренесем уште на некоја песна, на онаа песна што овие летувалци од Скопје и од нашата република ја понесле со себе, токму на оваа падина. Тие, впрочем, и самите ќе ни кажат како живеат и што ќе понесат од овде како впечаток. Две братчиња си пијат, топло млекце пред да спијат, се вика Димче и Тони, многу сладки ко бомбони. На училиште Димче оди и братчето Тони го води, тоа прваче ќе биде, многу чуда таму ќе виде. Трала, трала, две братчиња песна пеат, трала, трала, две братчиња сал се смејат. Две братчиња си пијат, топло млекце пред да спијат, се вика Димче и Тони, многу сладки ко бомбони. Пеперутка, пеперутка, лета на рака ми слета, јас си вела мила, ајде дај ми крила со нив, јас да летам, секаде да шетам, низ целиот свет, лет, лет, лет. Ајде, ајде, дечиња, на глава со венчиња. Ајде, ајде, дечиња, на глава со венчиња. Заиграјте весело, кршно розсред село. Заиграјте весело, кршно розсред село. Труба свири тра-та-та, смејат звони ха-ха-ха. Труба свири тра-та-та, смејат звони ха-ха-ха. Заиграјте весело, кршно розсред село. Заиграјте весело, кршно розсред село. Подајте си рачиња, исправете врачиња. Подајте си рачиња, исправете врачиња. Заиграјте весело, кршно розсред село. Заиграјте весело, кршно розсред село. Мара стоеше
pred ogledalo to. Mora stoješe pred ogledalo to. Rusa si kosa, rusa si kosa, rusa si kosa, rusa si kosa, Mara češlaše. Rusa si kosa, Mara češlaše. Stani mi, Maro, stani mi, Maro, stani mi, Maro, stani mi, Maro, strojnici dojdoa. Stani mi, Maro, strojnici dojdoa. Jugoslavija, Jugoslavio, zemljo ubava, zemljo mačeničke, zemljo porobuvana, Jugoslavio, zemljo sakana, v buri vodena, od tvojite ľudje so krv oslobodena, Jugoslavio, vojajce rodena i za republika proglasena, kako mlado žito se razivaš, rasteš, so druga rod Tito. Јас се викам Коневска Весна. Ученичка сум од 601 оделение за 7. Ќе ви раскажам во ова летувалиште што најмногу ми се допадна. Мене најмногу ми се допадна бидејќи не шетаат на многу пољани, имаме многу забави, потоа ни даваат убава храна и многу има спортски игри, потоа се запознав со многу другарчиња и ги разменивме своите мислења. Јас се викам Зоран Заковски, учам во школата Кузман Симовски Питу. Од кога сум дошол во ова летовалиште, јас најмногу се возбудував кога се враќаме вчера од селото и кога се враќаме вчера од селото и се преправавме како индијанци. Мене не ми беше жал за моите родители, бидејќи овде се многу добри воспитачките, децата се добри, си игравме, се и така не можев да се запамтам за нашите, за моите, да помислам за моите родители, за моите другарчиња и моите сестричиња. Кажи колку пати заплака досега? Досега само еднаш. А зошто си заплакала? Се подсетив за мајка ми. Nazad. Toliko je mladi,
кој ќе ви се рекитра? Јас се викам Коевски Горан, од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Јас ке ви испеам песничката Ластовичка. Под нашата стреја ластовичка во гнездо живее и секое утро слушам јас како чурулика пее и секое утро слушам јас како чурулика пее. Чурлик, 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 раскажува на своите деца дека била крај Нил и секој ден таа гледала таму страшен крокодил и секој ден таа гледала таму страшен крокодил. Чурлик, 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 чурлик. Се викам Петрова Оливера, ученичка сум во 7-во одделение при основното училиште 11 октомври во Скопје. Секоја година летувам со моите родители сама на море, но сега оваа година ми се пружи можност да можам да летувам со мој другарчиња. Уште првиот ден кога тргнавме од местото кое беше определено за тргнување, јас осетив една голема возбуда. Уште кога навлеговме во шумата, јас се почувствував уште веднаш освежена, бидејќи знаев дека навистина убаво ќе поминам во ова летувалиште. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знај. Брм, 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 драга си ми знај. Секој ден ти шириш крила, бира сладок мед. Брм, 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 збира сладок мед. И ти со нажално чекаш убав месец мај. Брм, 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 убав месец мај. Се викам Саздов Робертино. Во ово летувалиште престојував 13 дена и сега мислам да го напуштам. Ми остави многу убави впечатоци, одевме, имавме разни забавни игри и слободни активности. Јас, бидејќи ми остави многу убави впечатоци, мислам во ово летувалиште и до година да го посетам како што мислев и за оваа година. И сега накратко ќе не запознае за куќниот ред во летувалиштево. Станувањето во одморалиште е негде од 7:30 часот. После тоа дечињата идат доле на утринска гимнастика и се враќаат повторно назад, уредуваат своите простории. После појадокот, негде околу 8 часот и 15 минути, го припремаат самиот круг на летувалиштето, го чистат. После 8:15 негде до 9 часот припрема за излет, односно програмирано слободно време. Ти идат на блиските пољани, тука околу летувалиштето и таму изведуваат разни игри, такмичења од областа на спортскиот, културно-забавниот живот и разни игри кои се во склоп на
на Во програмата, значи, на ова летувалиште, нели? Добро, како е исхраната, како е спиењето, малку да се задржиме на тој проблем? Па видите, спиењето што се однесува овде е одлично. Имаат услови за смештај, имаат секое детенце, значи е сместено во кревет и во соба има по 6 дечиња, што значи за разлика од други места овдека најдобри услови. Што се однесува до исхраната, исхраната е овде во 4 оброка, вклучувајќи тука и ужина. Можеме да заклучиме дека куќниот ред овозможува еден организиран живот на детето, односно еден продолжен организиран живот од училиштето, само сега се разбира со елементи на одмор. И на крајот за овие наши гледачи, крај малите екрани, да им кажеме како може да дојдат во ова летувалиште, например, или годинава или идната година. Во ова одморалиште може да се дојде преку установата за одмор и рекреација на деца и младината на Скопје, која ги организира сите овие одмори, така да уписот се врши таму и може секој кој сака може да дојде. Се наоѓаме во село Љубанци. Тоа е село во Скопска Црна Гора, меѓу најмладите љубанчани, меѓу децата, значи, од село Љубанци. Тука не се сите, се разбира, од село Љубанци, бидејќи има и гостинчиња. Меѓутоа, еден ученик со завршено 7 оделение, нели? Да. Димче, така ли? Да. Димче, а презиме како ти е? Тарчугов Димче. Тарчугов, сега значи е 8 оделение, односно на есен ќе почне со 8 оделение. Ќе ни каже како летува, додека неговите другарчиња од разни места во Македонија летуваат на езеро, на некоја река, на некоја планина, тој останал заедно со своите другарчиња овде, во своето село, да го помине својот одмор. Сега, Димче, кажи ни, што работиш ти за време на летниот распус? Јас за време на летниот распус работам, жнеам ченка, пасам конј, повеќе сум слободен во летото. Играм топка со другарите мои. Друго нешто, дали имаш средба некоја со некаква книга? Не, Ништо не читаш преку летото? читам лектири. Лектира. А од добиток рече дека имаш само коњи? Да. Друго ништо немаш? Немам ништо. И што би имаш ли некаква желба, например, еве, сега е јули месец, така ли? Имаш ли желба, например, во август да појдеш некаде? Имам желба да појдам. Каде? Во Охрид. Во Охрид. Си бил ли во Охрид? Не. Не си бил? Не. А каде си бил, сем во Љубанци овде? Не сум бил никаде. Во Скопје не си бил? Сум бил во Скопје. А подалеку некаде? Не сум бил. Не си бил. Димче, што најмногу сакаш ти? Што сакаш да постанеш, еве, кога ќе завршиш училиште? Јас кога ќе завршам училиште, сакам да постанам фудбалер. Фудбалер. Ти навијаш ли за некој тим? Да, За кој? за Звезда. За Црвена звезда? Да. А за Вардар? Не. Не навијаш за Вардар. Добро. А освен фудбалер, например, кога би завршил 8 оделение со одличен успех, каде мислиш да се запишеш? Бравар. Бравар. Машино бравар сакаш да станеш. Знаеш да возиш? Што? Например, камион, трактор. Не, Не знаеш. А знаеш ли да јаваш конј? знам. Знаеш. Добро. Еве, се смее нешто ова твое другарче. Како се викаш ти? Војче. Ученик? 6 оделение. Сега ти кажи ни, Војче, како ти го поминуваш летниот распус? Волови да ми.
Одам по волови. Со воловите одиш. Да. Друго? Повеќе сум слободен дома. Имате ли овде некакво место, базен ли, река, ова малечка река тука е, нели? Каде се бањате? Во Вир. Знаеш да пливаш? Знам. Кој не знае да плива овде? Или сите знаете да пливате? Добро, Војче, а читаш ли нешто? Лектири. Која книга се рече? Не знам баш која ја читам. Сега не се сеќаваш на наслова, нели? Значи многу читаш, па не знаеш моментално што читаш, нели? Добро, меѓу овие деца овде имаме и скопјанчиња, нели? Ево едно скопјанче тука. Така ли? Меѓутоа, тој има овде баба, татко му е исто така роден тука во Љубанци, а ти живееш и учиш во Скопје. Скопје, да. Кажи ни само како се викаш. Се викам Благоја Тарчуговски. Тарчуговски, еве погледни кон овие твои другарчиња што те гледаат. Добро, Благоја, во кое училиште учиш во Скопје? Петар Здравковски Пенко. Во Петар Здравковски Пенко. А каков ученик си? Среден. Среден ученик. Значи добар ученик, нели? Добро. Како го поминуваш ти летниот распус овде во ова село? Јас овдека си играм топка, што сакам си играм. Секогаш. Секогаш, а баба ти не те задолжува нешто да работиш, например? Не, некоја само вода да носим. Вода, далеку е чешмата? Не, близо. Блиску е чешмата, Да. нели? Друго нешто што правиш? Ништо. Си играм. Ти не би сакал, например, да одиш некаде на езеро, на море, Би сум сакал. а зашто си дошол тука? Па така, Ти пред малку ни рече дека секое лето доаѓаш овде, нели? да. Зошто доаѓаш тука? Па тука е родом татко ми, па тука да си играм, да си најдем другарчиња. Да си најдеш другарчи. Да. Значи овде ти е убаво, нели? Да. Добро. Кој ќе ни каже дали видел волк? Ево овде шума има. Има ли таков некој? Ти си видел ли волк? Да. Како изгледа волкот? Волкот изгледа страшен. Страшен. А како тоа страшен? Што значи страшен? Например, си пасал ли овци? Одиш ли? Не. Не. Во парк. А во парк, во зоолошка градина. И таму е страшен, нели? Јас се викам Козаровска Данче, ученичко 4-то одделение училиште Гоце Делчев. Во село Љубенци, нели? Да. Добро, Данче, ај опиши ни ти еден работен твој ден, односно еден ден за одмор, кога го користиш сега летниот распус. Знам јас дека ти си летувала во Претор, наскоро ќе заменеш за Крушево, нели? Да. Меѓутоа, опиши ми го овој ден овде твој. Јас на Севалики, кога станувам, ќе почистам и Во ведам... колку стануваш? Обично. Кога ќе огрее сонцето, нели? Да. Или малку подоцна? Да. Добро? Јас Потоа? на... Стануваш и... почистувам и донесувам вода и потоа си поигрувам. А и некој пат ги четам лектирите, затоа што веќе сум 5 одделение, таму ќе треба да ги раскажам лектирите. Друго нешто, имаш ли задолжение? Родителите те задолжуваат да работиш ли нешто? Што работиш најчесто? Па, носам вода, перам, Значи, одам на переш. нива, носам ручек и така. Кому му носиш ручек? На мајка ми, А На мајка ти сестра. што работи на нива? жнее, копа, А што жнее? еч, Јачмен. да, Успева, значи овде јачмен. А пченица успева ли? успева. Добро, од добиток имаш ли нешто дома? Имаш ли конј, магаре, Коњи имаме и волови. волови, а свинчиња имаш? Не, Не. Да. Друго што работиш? Еве навечер, например, ќе се навечер кога ќе се пристани ги насипувам цветињата, донесувам вода и легнувам да спијам. А везеш ли ти? Везам, Знаеш да везеш? да, А дали знаеш да плетеш? знам. Што везеш најмногу што везеш? Што сакаш да навезиш ти, например? Она што не си го навезла до сега. Имаш ли некаква желба? Не. А до сега што си навезла? До сега сум наведла за бокал.
Денешниот прилог од филателија, драги деца, авторот Ацо Филип го посвети на марките издадени кај нас со тематика Црвен крст. Овие марки со мала номинална вредност обично се печатат како доплатни марки. Црвениот крст е меѓународна хуманитарна организација за давање помош во мир и во војна. Во војната ги помага и ги заштитува ранетите и болните војници, воените заробеници и цивилното население. Во мир, оваа организација се грижи за народната хигиена, помага на настраданите во елементарните непогоди, на иселениците и на социјално загрозените. Најголемото внимание на оваа организација е свртено кон децата. На марките од Црвениот крст, издадени во нашата земја, се застапени различни мотиви. На марката од 1973 година, нацртот представува земјината топка со фигура на човек и символите на оваа организација во поедини земји – Црвен крст, полумесец и лав. На марката е компониран текстот. Човекот и неговата средина се најзначајни за Црвениот крст. На марката издадена во 1972 година, нацртот представува две земјини полутопки поврзани со Црвен крст, символ на човечност меѓу луѓето. На марката издадена 1971 година, нацртот представува стилизирана земјина топка околу која кружи Црвениот крст како символ на присутност на Црвениот крст секаде и во секое време. Нацртот на марката од 1970 година представува силуета на луѓе и цвет со Црвен крст како символ на нивната заштита. Раце подадени према глобусот како символ и паролата на неделата и Црвениот крст за подобра иднина во светот, тоа е нацрт на марката од 1969 година. Понатаму се нижат марките од секоја претходна година со символични мотиви и пригодни текстови на јазиците на југословенските народи. Овие марки се символични и представуваат дел од југословенските марки, кои секоја година се јавуваат како доплатни марки. Ете толку за денес, драги деца, од областа на филателијата.